Бомбите за власта не стигнале до увото на техничкиот премиер. Оливер Спасовски тврди дека не го слушнал разговорот, објавен на YouTube каналот Лепливи раце, во кој се јавуваат сомнежи за подкуп и нелегално финансирање на кампањата за референдумот за промена на уставното име на Македонија. Јас не сум слушнал директно што имаат. Дали ја слушнате оваа бомба? Не. Не? Чи не може да коментирате? За разлика од бомбата, во која главна тема на разговор се имињата на екс-премиерот Заев и неговиот прв соработник, владиниот генсек Драги Рашковски, Спасовски имал време да ги слушне бомбите за опозицијата, па реши кратко да прокоментира за нив. Секој ден слушам за некакви бомби за осудени од специјално обвинителство кои што финансираат и денеска во кампања и така натаму. Нема дилема. Секоја состојба која што има било какви индиции, има институции, има обвинителство, нека покренат постапки, нека ги повикуваат на разговори. Гледам, секој дневно имаме докази и денеска баш слушнав за некои од тие бомби за финансирање на кампањи на опозициони политички партии. За разлика од неговиот наследник, Заев го слушнал разговорот меѓу Зоки Кичаец и Миодраг Давидовиќ, но не сакаше прецизно да го коментира, па запрашан за оваа бомба, реши да се пофали дека работел честно. Се обидуваат со разговори помеѓу трети лица да го инволвираат Заев. Заев работел честно, Заев работел поштено, Заев покажал комплетна посветеност за својот народ и за својата земја. Уште еднаш ќе испратам порака до сите дека сето ова што власта го правеше во целиот овој период е конкретно видливо и докажливо. Сето она што го зборува опозицијата е бла-бла, ништо повеќе. Се поставува прашањето зошто Заев сака да сокрие дека имал средба со контроверзниот црногорски бизнисмен, како што се тврди во аудио разговорот, кој отвара голема дилема, зашто Миодраг Давидовиќ под рака дал мито од 300.000 евра и 2000 квадратни метри, како што вели атрактивно земјиште во центар. Давидовиќ во разговорот вели и дека не сака повеќе да се сретне со премиерот и да дава пари за референдумот.